Министерството за внатрешни работи ја информира јавноста дека, почнувајќи од 12 октомври 2025 година, Европската Унија ќе започне со постепено воведување на системот за влез-излез ЕС, кој ќе биде целосно имплементиран до април 2026 година. Што значи овој систем и за кого се однесува? Овој нов дигитален систем представува една од најзначајните реформи во областа на граничното управување на Европската Унија, заменувајќи го досегашното ставање печати во пасошите со електронска евиденција на биометриски податоци. Односно, ЕС се однесува на сите државјани од земји кои не се членки на Европската Унија или Шенген зоната и кои патуваат на краток престој до 90 дена во рамки на 180 дена. ЕС системот ќе биде активен на сите надворешни гранични премини на 29 земји, а целта е да ја зголеми безбедноста на граѓаните преку подобро откривање на фалсификувани документи и идентитетски измами, да ја подобри борбата против криминалот, тероризмот и нелегалната миграција и слично. ЕС системот ќе функционира на следниот начин. При првото патување патниците ќе поминат низ целосен процес на регистрација кој вклучува фотографирање, скенирање на отпечатоци од прсти и внесување на податоците од пасошот. При следните патувања контролата ќе биде значително побрза, бидејќи податоците веќе ќе бидат складирани во системот и ќе се врши само нивна проверка. Поради ова, од МВР до граѓаните испраќаат апел. Министерството за внатрешни работи апелира до сите граѓани на Република Северна Македонија кои планираат патувања во земјите на Шенген зоната да се информираат за новите правила и постапки со цел нивните патувања да бидат навремени, безбедни и без непотребни доцнења. Стои во обраќањето. ЕС системот ќе се имплементира во период од октомври 2025 до април 2026 и ќе се воведува по фази.